чекам само со ова, не можам да се смирам. Бегаш само како мислиш да те стигнам. Baby, не сум тука да си играм. Арогана, али тоа е окей. Се прави важна уште од првиот ден. Вајбот на реплей. Се молам ова да е вистина, да не е фейк. Фейк како мелодија. Низ град со ки. Докторе Келев, долго време јас се размислував како да го започнам ова интервју и не знаев како. Значи, вие сте доктор на науки, вие работите во една од најпредизвикувачките професии во медицината, гранки на медицината, кардиологијата, односно интервентна кардиологија, каде што има најкомплицирани зафати. Исто така сте редовен професор на медицинскиот факултет при УКИМ и почесен член на многу европски и американски престижни здруженија на кардиологијата. Исто така сте алпинист, ги имате искачено сите највисоки врвови на земјината топка. Основната работа е дека ништо не е невозможно. Ништо во животот не е невозможно, и во професијата, и во активностите надвор од професијата. И ја лично сметам дека е многу важно секој човек да има основна професија, да го даде максимумот во својата професија, меѓутоа мора да има и некои активности надвор од професијата. Тоа може да ги наречеме хобија или дополнителни активности од било кој аспект. Тие всушност на некој начин не кристализираат и ни даваат смисла на животот. Ова е сегашноста, да се вратиме малце на времето кога сте биле дете, на младиот Сашко Штип. Кажете ми, која е првата професија која замисливте за себе и што ве привлече кон медицината, специфично кардиологијата? Не се сеќам конкретно кои се професии ми се мотеле низ паметот во детството, меѓутоа сум бил отворен во размислувањата и сум сметал дека ќе дојде самиот момент кога ќе одлучам што ќе биде мојата професија. И некаде во фаза кога бев пред матура со завршување на средна школа во гимназијата, тогаш одлучив дека сепак ќе одам на медицина, меѓутоа не бев одлучен на која гранка од медицината, потоа мојата специјалност по кардиологија ми дојде само од себе за време на студиите. Ке прашав дали имате некоја случка, нешто дури во тие години кога сте биле на медицинскиот факултет, што ве натера баш кардиологијата, бидејќи тоа е, мислам дека најтешката гранка на медицината. Во медицината секоја гранка си има своја тежина и важност. Например, има многу и неинвазивни, обични интернистички гранки, има институтски активности кои што се поврзани со научно-истражувачка работа и секоја гранка си има своји убавини. За мене предизвикот со кардиологијата некако дојде спонтано и за многу работи во животот ние не можеме да ги дефинираме. Многу често ни кликнува нешто и правиме одлука и од тој аспект сметам дека е многу важно човек да си го следи инстинктот и интуицијата. Бидејќи на крајот на криштата во животот ништо не е случајно. Ако направиме сумирање на нашиот животен век, ќе видиме дека секоја, па и крупна одлука била донесена интуитивно. И од тие причини, еве ако збориме за млада популација, мојата препорака е секој човек, посебно млад човек, да има храброст да си го слуша сопственото срце и да ја следи сопствената интуиција и никогаш нема да погреши во животот. Во ред, ќе прашам сега специфично нешто поврзано со психата и за медицината конкретно. Во кардиологијата има минимален простор за грешки, но тие грешки носат огромни последици. Како се носите со тој товар и дали имате некои рутини или некои техники кои користите за да останете фокусиран во работата? Секако треба да направиме максимум во фаза на едукативниот процес, процесот на специализација, субспециализација, да ги научиме сите техники што ги правиме во секојдневната работа до совршенство. И се со цел да запаметиме дека сето тоа што го правиме, се едуцираме, специализираме и го учиме, е во правец да се подобри на пациентот, состојбата на пациентот. Бидејќи на крајот на криштата ние сме во служба на пациентот. Нашата професија во медицината не е сама по себе за нас, туку самата професија е ориентирана на пациентот кој што треба да биде во центарот
на нашето внимание. Јас лично немам некои ритуали во кои што се трудам да се сконцентрирам, да се мобилизирам, меѓутоа многу често се наоѓам себе си кога работам некои комплексни процедури да се поистоветува таа активност како медитација. Бидејќи кога правиме некоја комплексна долготрајна процедура, ние всушност навлегуваме во зона која што е надвор од секојдневието. И тоа е можеби нешто што мене лично најмногу ме привлекува во интервентната кардиологија. Бидејќи тоа е професија која што, како што спомнавте, има ризици, меѓутоа во нашата субспецијалност, како ретко која субспецијалност, ние го гледаме исходот веднаш. Имаме пред нас човек кој што умира. Има срцев удар, срцето гледаме полека затајува, понекогаш ќе престане, па ќе го вратиме. Ние одиме по жица помеѓу животот и смртта на пациентот. Меѓутоа моментот кога ќе направиме нешто за пациентот, например ќе се отвори некоја артерија која што го направила инфарктот и ќе дојде свежа крв оксигенирана во тој дел на срцето и се враќа животот. И всушност тоа е еден од најголемите предности на мојата специјалност, бидејќи и хирурзите се соочуваат со многу ризични работи, и кардиохирурзи, и неурохирурзи исто така, меѓутоа нивните пациенти се анестезирани и тие не се сигурни како ќе изреагира пациентот. А ние работиме на пациенти и ние комуницираме со пациентите. И лично сум сватил дека е многу важно да се мотивира и пациентот за животот, бидејќи кога успееме да го мотивираме и пациентот, исходот секогаш е подобар. Прво, се најжив, ама добро, во ред. Мислам, зборувајќи вака со некои што гледаат отворени срца секој ден, не е секојдневие, така да ви благодарам за деталното објаснување. Председателката Гордана Силјановска-Давкова во 2025 година го одликува професор доктор Сашко Кедав со орденот 8 септември за особените заслуги во медицината, за исклучителните образовни и научни успеси, за активното учество во развојот на македонската демократија, за продолбочувањето на меѓународната соработка како почесен конзул на Индонезија, како историскиот подвиг во алпинизмот, како прв македонец кој што ги искачил 14 светски планински врвови над 8000 метри. Пред скоро време добивте орден од председателката и спомнавте една лайв операција снимана и мене тој момент кога ја видов таа слика ме остави вчудена видена, значи не ми се веруваше. Кажете ми дали имате некој друг момент, мислам сигурно можеби овој не го извојувате, ама некој момент во вашата медицинска кариера кој ви оставил голем впечаток? Ту на таа презентација го спомнав како пример на активности во академската сфера, кои што се поврзани со споделување на искуството во живо. Тоа значи на нашите најголеми собири секогаш имаме и така наречени life cases. И сега имаме оператори кои што работат во болницата, во некоја болница. Јас конкретно тогаш ги посочив снимките од клиник Пастер од Тулуз. Тоа е една од најпознатите клиники во Франција. И јас таму имав чест да бидам главен оператор на една многу комплексна процедура на каротидно стеснување на каротидната артерија во живо, а на тој собир има околу 12.000 учесници. И сега тоа беше за мене од една страна на некој начин доста стресовито, меѓутоа суштината е целата таа состојба на стрес да се трансформира во сила, бидејќи тие состојби на напнатост, стрес, возбуда на нас ни даваат можност да пораснеме и да го дадеме максимумот. И тоа е суштината. А инаку е точно дека овие интервенции во живо се најпредизвикувачки. Сигурно дека едно предавање така пред голем повеќе илјаден аудиториум си има свое значење, своја тежина, меѓутоа за мене интервенциите во живо ми се така едни од најдрагите спомени од тие активности. Да се навратиме на времето кога вие сте биле на мои години, кога вие сте биле тинејџер. Знам дека кажавте дека младите треба да се храбри,
Дали вие никогаш сте имале некој момент на неизвестност, на несигурност, на бунт, на сомнеш во себе на тие години? Секако. Тоа е нормален дел од растот и развојот. Нема човек што немал сомнеш, најпрво во себе. И се сомнеа дали сум доволно добар за сето ова, дали добро го направив сето ова и дали сум на правиот пат во животот. Секој млад човек го има тој сомнеш и понекогаш тој сомнеш е пропратен со чувство на грешка. Сме направиле некоја грешка и многу е важно како ќе се однесуваме кон тоа. Бидејќи грешките се нормално дел од нормалниот процес на животот. Нема напредок во животот без грешење. Ако сме безгрешни, не можеме да напредуваме. Суштинската работа е да не ги повтараме истите грешки. И кога ќе успееме да го сватиме тоа и да се соочуваме со тие собствени сомнежи и стравови во себе, ако ги отвориме пред себе, тогаш многу лесно може да расчистиме со тоа. Ќе видиме на крајот на краиштата дека ние сме многу повеќе од сето тоа. Бидејќи на крајот на краиштата ние сме многу повеќе од нашето тело, од нашиот ум и од нашите мисли. А најчесто нашиот ум и нашите мисли не ограничуваат. Ни стварат сомнеш, стравови и ако почнеме да ги следиме безусловно, тогаш можеме да продолжиме со грешење. Суштината е да погледнеме во сите тие процеси што ни доваѓаат во умот и во нашите мисли и да сватиме дека ние сме многу повеќе од сето тоа. При сите овие успеси што ги имате, при сите интервентни операции, тоа што сте професор, академик, исто така имате искачано и други врвови, односно буквално физички највисоките врвови на земјината топка, почнувајќи од Еверест. Што ве натера да започнете оваа авантура? Ова прашање ми го поставија кога се симнав од Еверест во Катманду. Имавме тогаш разговор во еден сличен формат и прашањето беше како еден доктор, кардиолог, кој што е свесен на ризиците, бидејќи во таа зона на смртта над 8000 метри, концентрацијата на кислород е на некој начин некомпатибилна со нашиот биолошки живот. И постои сигнификантен ризик од смрт. И прашањето беше како доктор, кардиолог се нафаќа на тој ризик. Мојот одговор беше спонтан и автентичен дека во професијата многу често одиме на ивицата помеѓу животот и смртта, многу често. И на никој не му е сеедно кога ќе почине некој пациент, бидејќи природата на болестите во кардиологијата е поврзана со значаен ризик од смрт. Меѓутоа, суштинската работа, според мене, што ме на некој начин мотивираше во овие активности, беше да видам како јас ќе се осеќам во состојби кога ќе се соочам со ризикот од сопствена смрт. Бидејќи сметам дека тоа искуство на ризик и живење опасно ни овозможува најголема можност за растење во животот. И тоа ми се потврди најпрво на Еверест, бидејќи имаше моменти кога сметав дека имам сигнификантни хипоксични симптоми на развој на белодробен едем, кој мислев дека ми се случува над 8000 метри, за среќа се испостави дека беа само грчеви во стомакот како резултат на хипоксија и тогаш се отвараат многу хоризонти и всушност тоа е моментот кога сваќаме дека ние сме само еден мал дел од природата, од постоењето, од универзумот. Значи ние сме многу мал дел, а всушност и целиот универзум и целата природа е присутни и во нас. Да. Со други зборови, ние сме микрокосмос во макрокосмосот. Дефинитивно се согласувам и мислам дека ова многу се поврзува, пак ќе кажам, со психологијата на човекот, со тоа како ние цело време константно се бориме да продолжиме. И може да се каже дека на некој начин алпинизмот е борба со самиот себе, со самата психа, бидејќи телото во одреден момент ти вика стоп, а психата ти вика оди. Така да, дали би можеле да ми кажете како се справувате со тоа вие конкретно? Дали пробувате само да сте најфокусирани, дали има нешто друго што ви помага, некое верување?
Ова е многу добро прашање и е многу тешко со зборови да се објасни, бидејќи тие искуства во зоната на смртта се многу спонтани и се резултат на нешто што и јас не можам да го објаснам. Ние во животот може да читаме многу, да студираме многу, да следиме многу работи во животот, меѓутоа суштината е да се стремиме кон лично искуство. Се додека некој не влезе во зоната на смртта, не може да го свати тоа. Може да гледа десетици и стотици филмови, снимки, инсерти, документарни снимки, меѓутоа се додека лично не го осети тоа, не може да го свати. Меѓутоа тука би кажал дека секој човек има свој планини. Секој човек ги качува планините на својот живот. Не мора да биде тоа во физичка смисла. Со други зборови, секој човек има Еверест, свој Еверест и го качува. И вие исто сте на тој пат, си ја качувате планината на својот живот. Не мора во буквална смисла да одите на 8000 метри, меѓутоа секој човек на свој начин си ја качува својата планина во животот и секој човек треба да си ја искачи својата планина во животот, меѓутоа на многу спокоен и релаксиран начин. Од сите врвови кои ги имате искачано, јас на вашата презентација слушнав дека дури се соочивте во момент каде што вие мислевте дека толку, дека не можете да продолжите. Специфично ми спомнавте за симнувањето, дека било најтешко од сите. Мислам, при качувањето, симнувањето било најтешко. Кажете ми кој момент во сите тие авантури, во сите тие качувања, симнувања, кој момент бил најстрашен, а кој момент ви бил најубав, некој што ден денес ви го исполнува срцето? Во животот има искачување. Значи, во животот имаме искачување, меѓутоа во животот има и спуштање. Значи, тоа е суштината на равнотежата во животот. На големите височини точно е дека лично сватив дека е најризично спуштањето. Исто и во животот. Најризичен период е спуштањето во животот. Тоа значи најчесто тоа го гледаме со пензионирање. Има многу успешни луѓе кои имале успешна кариера и на крај доаѓаат во зенитот на својата професија, зенитот на кариерата и кога треба да почне спуштањето, тогаш декомпензираат, крахираат и за крај, за жал, многу често и лошо завршуваат во таа фаза. Јас тоа го осетив на планините. Најпрво спуштањето од Еверест за мене беше нешто невозможно. И сметав дека е толку. Дека успеав, жив, се симнав и нема шанса да се вратам повеќе во тие услови. Тоа беше 2009 година. 12 години потоа, повторно спонтано, без некоја надворешна стимулација, амбиција или желба, дојде спонтано таа активност и бев на втората планина Манаслу, над 8000 метри, значи тоа беше после 12 години. И во тие искуства, после втората, третата и натаму тие искуства до 14-та, скоро на секој искуство, најтешко беше симнувањето. За мене најдраматично беше симнувањето Нанга Парбат, кој што патем кажано, сметам дека, бар за мене, најтешкиот од овие 14 врва над 8000 метри се наоѓа во Пакистан и таму не постои некоја лесна патека. Како и да се оди, треба да се оди по многу тешки насоки и тука при спуштањето имав така наречена near death experience. Кога сметав дека сум на безбедно, го поминав најтешкиот дел бидејќи се спуштаме сами, шерпасите имаат други активности, собираат опремата и ние сами одиме и тоа е малку ја зголемува ризичноста на овие потфати и тогаш сметав дека е готово. Кога се лизнав и едно 2-30 метри летав по еден многу стромен предел, меѓутоа среќа едно обезбедување ме зачува и тоа е всушност потврдата дека спуштањето е најтешкото нешто. Поса волку многу случаи, поса волку многу граници на живот и на смрт, после волку многу искуства. Јас дефинитивно можам да кажам дека вие сте еден од најуспешните луѓе со кои што имам седнато да зборувам и
сакам да ве прашам дали имате некоја дефиниција за зборот успех? Јас лично не се осеќам нешто посебно успешен, бидејќи сметам дека секој човек си има успех на свој начин. Така. И не постои помалку вреден или повеќе вреден успех. Многу е важно да се постигне состојба на внатрешен мир. Степенот на успехот во животот, јас го поврзувам со степенот на внатрешниот мир што ќе го постигне човекот. Можеби успехот на тој човек од формален аспект нема да биде нешто посебно забележителен, меѓутоа, ако тој успех резултира со внатрешен мир и спокој, тогаш тој човек си ја постигна својата мисија, бидејќи ние сите имаме мисија на овој свет. Така. Природата, универзумот ни остава една мисија што ние треба да си ја исполниме. И ние сме на тој пат, секој од нас. И јас и вие и сите сме на нашиот пат на исполнување на нашата животна мисија. А успешноста на крајот можеме да ја поистоветиме со степенот на внатрешен мир. Да се поврзам со животниот пат, со внатрешниот мир. Јас во моментов сум во еден период на неизвестност. Ова го имаме зборувано и приватно, ама имам уписи на факултет, имам разни одлуки кои треба да ги направам, кои мислам дека ќе имат многу големо влијание на мојата иднина. И обично младите во овие години, посебно сега во да кажам новиот век, во дигиталната ера, цело време го живеат животот на брз начин, каде што младите се чувствуваат дека постојано треба да прават одлуки веднаш и сега. Така да која е вашата порака за младите кои чувствуваат дека имаат некоја таква одговорност да ги прават овие брзи одлуки? Најпрво треба да се застане, да се земе длабоко воздух, Добро. да се насмее на самиот себе и да си издиши спокојно и да се релаксира. И да не си става многу притисок на себе и да не се преоптеретува било кој посебно млад човек со многу цели. Бидејќи целта е убаво секој човек да има цел и да се стреми кон таа цел, меѓутоа треба да се знае кога ќе се постигне одредена цел, например дипломирање на одреден универзитет што ни било престижен во тие размислувања, тоа ќе се осети една празнина. Бидејќи е завршено тоа, сега што е следно? И се поставува нова цел. Например, магистрирање, докторирање или некои други активности, ќе се постигне и таа цел и после повторно доаѓа фаза на празнина. Суштината е да се ужива во тој пат. Бидејќи патот кон таа цел е убавината во животот, бидејќи ние сме на еден вечен пат во кој што си ја исполнуваме нашата животна мисија и убавината е во тој пат. Тој што млад човек ќе го најде сопствениот пат, тогаш ќе ја носи целта за секогаш во себе. Кажете ми 3 вредности, 3 работи кои треба да ги носи секој млад човек со себе во Македонија. Секој млад човек треба да биде релаксиран, спокоен и најпрво да се сака себе си. Кога се гледа во огледало, да се сака себе си, да го најде оригиналното лице. Бидејќи ние имаме оригинално, автентично лице, меѓутоа е нормално, има многу маски. Секој човек има многу маски. И секој млад човек да се труди да ги отфрла тие маски и на крајот на криштата да се фокусира на самиот себе. Бидејќи ние имаме два погледи. Со нашите сетива гледаме на надвор, на реалноста околу нас, меѓутоа имаме и трето око, кое што секој млад човек треба да го отвори и со тоа око да погледне во себе и да свати дека е перфектна личност. Ви благодарам многу. Благодарам, мене ми беше задоволство.